Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Изминатите 4 месеци од појавата на коронавирусот се месеци во кои целосно се смени начинот на живот, на функционирање, на работење, на социјалниот живот за сите нас. 4 месеци државата, здравствените работници и институции прават се да го спречат ширењето на опасниот вирус. Се донесоа протоколи со кои се обезбеди повторно враќање во нормала, денешната нова нормала, со чие почитување се заштитуваат граѓаните од неговото ширење. На тој начин, повторно се отворија бизнисите, а животот се нормализира по нови правила. Со почитувањето на протоколите можеме да пазаруваме, да одиме во угостителски објекти, да користиме јавен транспорт, а сепак да останеме заштитени. Институциите, здравствената стручна јавност подготвија сигурен и ефикасен протокол за заштита на здравието при гласање, протокол кој обезбедува максимална заштита на гласачите, наблюдувачите, членовите на избирачките одбори и сите учесници во изборниот процес. Според овој протокол, граѓаните треба да дојдат на гласачкото место со маска која ги покрива устата и носот, да се избегнува секаков физички контакт, да се држи определена дистанца и да се дезинфицираат рацете пред и после гласањето. Просториите во кои ќе се гласа ќе бидат проветрувани и дезинфицирани и ќе биде дозволен влез на граѓани онолку колку што има поставено паравани за гласање. Со строго почитување на овој протокол, граѓаните можат да бидат сигурни дека гласањето е безбедно и за нив и за останатите. Затоа ве повикувам на 15 јули да излезете и да го остварите вашето загарантирано право на глас, затоа што вашиот глас одлучува во каква земја и каква иднина ќе одберете за вас и за вашите деца. Да излеземе и да гласаме безбедно, почитувајќи ги сите протоколи за заштита на здравието. Да избереме функционални и легитимни институции кои уште подобро и уште повеќе ќе се грижат за граѓаните.